Вработените во македонски пошти втор ден на предупредувачки протест, незадоволни за тоа што им доцни платата. Оттаму велат дека се почесто се случува заработените пари да не им бидат исплатени навреме, па дадоа рок до вторник, во спротивно ќе излезат на протест пред влада. Денеска е втор ден кој на предупредувачки протест кој исклучија сите вработени во македонска пошта, сите градови во Македонија за време на пауза, согласно донесената одлука од двете синдикални организации на македонска пошта. Причините се поради за доснување на исплата на плата, односно рокот за исплата на плата сите знаеме дека е законски до 15, меѓутоа денеска сме 20, се уште платата на вработените за месец септември не е исплатена. Доколку не се исплати плата во наредните неколку денови, веќе во вторник, бидејќи имаме продолжен викенд, веќе во вторник ќе излеземе сите заедно на протест пред влада. Вработените велат дека имаат разбирање за стратешката важност на компанијата, па затоа сега протестираат само за време на пауза. Од Сојузот на синдикати на Македонија, кои го поддржаа протестот, предложуваат решение. Велат дека кога веќе имаме државна пошта, владата да ги користи нејзините услуги, а не да ангажира приватни компании. Уште во вторник на владина седница со заклучок, бидејќи сме акционерско друштво во државна сопственост, да нареди премиерот до сите министри да ги користат услугите на македонски пошти, бидејќи не може ние да правиме тендери и да ангажираме приватни така наречени пошти или не знам брзи пошти или како се викаат, а нашата национална пошта која има државата како нејзин сервис да биде скокната и да не прави приходи. Синдикатите на македонски пошти најавија протести уште во март годинава, но го ставија на пауза поради постигнатиот договор за повисоки плати за нешто помалку од 3000 денари. Само неколку дена откако синдикатот и менаџментот постигнаа договор, по предлог на владата, управниот одбор експресно го разреши тогашниот директор на пошта Јани Макрадули.